Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прилепскиот карневал Прочка го враќа сјајот на меѓународна туристичка атракција. Јавното комунално претпријатие Комуналец започна со ноќно миење на улиците, приоритет е централното градско подрачје. Во чест на февруарскиот поход се реализира традиционалниот февруарски марш. 2 дена нема трага од Виктор Илиевскиот прилеп. МВР и семејството апелираат за помош. Горивата поскапуваат од полноќ. Времето денеска променливо облачно, од утре заладување. Урбан маркетинг. Среќен пат ви посакува Автоконтрол. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор, соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Во годината кога се одбележуваат 100 години од традицијата на мечкарите и 25 години од постоењето на Прилепскиот карневал Прочка, го враќа сјајот на меѓународна туристичка манифестација. Годинава се очекуваат во рамките на двата карневалски дена да настапат над 500 учесници од земјава и странства. Околу традицијата, околу она што значи долгогодишно одбележување на овој карневал, 25 години, навистина еден значаен јубилеј. Еве, така почна овој мандат и така има некој континуитет. Јубилејно прославување на патронот на градот, јубилејно прославување на карневалот Прочка, кој што еве неколку пати можеби потенцирам, но навистина е важно за мене како човек и за организацијата и за моите соработници што повторно се враќаме на меѓународната сцена, односно имаме гости и од надвор од држава покрај традиционалните гости од државата. Новина е тоа што оваа година карневалот Прочка ќе се одржува во 2 дена, во сабота и во недела. Ја користам приликава да ве поканам сите, во сабота да ги видите најмладите од училиштата, а во недела да ја проследите целокупната програма од оваа година, како што спомнав, меѓународен карактер и да уживате во овие 2 карневалски денови. Има најавено групи од Грција и од Црна Гора, но тие до денес нема потврдено. Ова година ни е голем јубилеј. Успеавме како организационен одбор на Прилепските мечкари и организатори на Прилепскиот карнавал од историскиот архив и од граѓаните, постарите граѓани на општина Прилеп да најдеме материјал со кој потврдуваме дека и 1921 година имало веќе организирани поворки на мечкарите, така да тоа е веќе еден голем јубилеј, што значи дека постоиме повеќе од 100 години. Поворката, тоест карнавалот во Прилеп слави јубилеј 25 години, на кој јубилеј на основачите ќе му се доле благодарници и на водичите на групи.
Но да напоменем и тоа дека Прилеп се горде со тоа што не во континуитет само 25 години ние како организациони одбор го организираме. А и пред тоа имало покушај неколку пати да се организира, но не во тој обем. Гордост ни е што Прилеп како град ја даде најголемата награда на карнавалите. Очекуваме значи над 500 учесници општо во групни поединечни маски на целиот карневал. Како што напоменав, на истиот овој датум, значи има многу други во регионот карневали, затоа и овие групи од странство се во случајов 5-6, а можеле да бидат на пример 10-тина. Од каде имаме освен од Прилеп? Од Македонија? Па има од Бегниште, Мокриево, Сопот, Куратица, Пробиштип. А од странство имаме од Србија, од 4 града, значи имаме Шабац, Бела Црква, Белград и Врнјачка бања, точно. И имаме Бугарија од Перник и од Албанија од Кавај. Јавното комунално предпријатие Комуналец започна со ноќно миење на улиците, приоритет е централното градско подрачје. Подигнување на степенот на јавната хигиена во градот, согласно програмата за работа на јавното предпријатие Комуналец, е главната причина заради која екипи на ова јавно предпријатие започнаа со ноќно миење на улиците со цел чиста и здрава животна средина. Приоритет се главните улици во градот, што не значи дека ќе бидат изоставени останатите сообраќајници. Во првото ноќно миење беа офатени главните сообраќајници, а дел од граѓаните го испочитуваа барањето на Комуналец за отстранување на паркираните возила од тротоарите. Од Комуналец информираат и замолуваат граѓаните да ги поддржат сите активности на ова јавно предпријатие со коректно однесување да придонесат Прилеп да го има приматот за најчиста и најзелена општина во Македонија. Програмата за одржување на јавно-прометни површини на територијата на општина Прилеп се реализира согласно формулата за фреквенција на движење на возила и луѓе и оптоварување во сообраќајот. Во чест на февруарскиот поход се реализираше традиционалниот февруарски марш. Општинската организација на Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна и нивните поддржувачи во Прилеп го организираа традиционалниот февруарски марш, во кој се вклучија група на граѓани, планинари, со цел да го одбележат овој настан и да им оддадат почит на борците кои во далечната 1944 година ја извојувале победата над фашизмот, извршувајќи го овој поход. Февруарскиот поход е значаен настан од периодот на Народно-ослободителната војна. Тој е резултат на успешните борбени дејствија кои се одвивале во 1944 година за создавање на поголема слободна територија. Походот игра важна улога во подигањето на борбената свест и ги забрзува борбените операции за конечно ослободување и извојување на слобода за македонскиот народ. Февруарскиот планинарски марш по повод 82 години од февруарскиот поход беше успешно реализиран, а на учесниците им беа доделени благодарници, со завет да не се заборави славното минато за слободна Македонија. Од полицискиот билтен, Министерството за внатрешни работи информира дека на 15 февруари 2026 година во 16 часот и 15 минути во ОВР Прилеп, ДИ 69 годишен од Прилеп пријавил дека од домот се оддалечил неговиот син ВИ 39 годишен. Од полицијата соопштуваат дека се преземаат мерки и активности за пронаоѓање на лицето. Претходно семејството на Виктор Илиевски од Прилеп објави апел за помош наведувајќи дека му се губи секаква трага од пред 2 дена. Според објавата на неговата мајка, Роза Илиевска, тој последен пат бил виден околу 14 часот. Во моментот на исчезнувањето бил облечен во тегет јакна, црни тренерки и сиви патики. Случајот е пријавен во полицијата, а семејството ги повикува сите граѓани кои имаат каква било информација да се јават на телефонскиот број 076 303 292. 59 годишна жена од Прилеп била нападната и ограбена додека возела велосипед во близина на Марковите кули. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на сторителите. Жената успеала да се опорави од шокот, а полицијата веќе презема мерки за идентификација и пронаоѓање на сторителите. Се истражуваат сите околности околу нападот.
Од полноќ стапуваат во сила повисоки малопродажни цени на бензинските горива, додека дизелот и другите деривати остануваат со иста или со мала корекција. Според новите максимални малопродажни цени, што важат од полноќ на 17 февруари 2026, Евросупер БС 95 ќе се продава за околу 73 денари по литар, БС 98 за околу 75 денари по литар, што значи зголемување од околу 1 денар за литар во однос на претходните нивоа. Малопродажните цени на дизелот и екстра лесното масло за домаќинство остануваат неизменети. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има локални врнежи од дожд, а на планините и на повисоките места претежно во западните и северните делови од снег. Ќе дува слаб до умерен северозападен, а на места во западните делови повремено засилен западен ветер. Во Прилеп променливо облачно со сончеви периоди. Минималната температура се спушти до 2, а максималната достигна до 10 степени. Од утре ќе има заладување со нови пообилни врнежи кои на планините и на повисоките места ќе бидат од снег. На планините ќе се зголеми висината на снежната покривка, а нова се очекува да се формира и во некои од Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2026. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.